Доколку пратениците кои добиле мандат на пропорционална листа сакаат да пристапат кон друга политичка партија, чесно е да го вратат и на следните избори да се проверат со која сакаат политичка групација. Ова е одговорот на ВМРО ДПМН по предлогот на пратениците блиски до Георгиевски за измена во законот за пратеници, а со која ќе им се овозможи премин во друга партија без последици по нивниот пратенички статус. И владеачките партии се предпазливи кон овој предлог и велат дека својот став по ова прашање би го граделе понатаму. Иницијативата за измени во Законот за избор на пратеници, поднесен од приврзаниците на Љупчо Георгиевски, со која се бара можност за истапување од членството во една и премин во друга партија, без последици по пратеничкиот мандат, за ВМРО ДПМН представува уште еден обид на маргинална група да го заземе централниот медиумски простор и да го дефокусира вниманието од предстојниот референдум. ВМРО ДПМН цврсто стои на ставот дека пратениците кои својот мандат го добиле на пропорционалната листа на политичките партии, доколку сакаат да пристапат кон друга политичка партија, тогаш чесно е и етички да го вратат мандатот и на следните избори да се профилираат во која сакаат политичка групација. За нас е многу симптоматично што веќе два пати во рокот една недела оваа политичка групација се обидува да го одвлече вниманието на јавноста од референдумот и со самото тоа да му наштети на неговото успешно реализирање. Инаку, крилото на Георгиевски пред 3 дена го поднесе предлогот за измените во законот, со кој ќе се овозможат пратеничките трансфери од една парламентарна група во друга, статус на независен пратеник или пак формирање на група на сосема нова политичка партија, без да има последици по нивниот статус. Како причина тие наведуваат дека со сегашните законски одредби се нарушува едно од основните човекови права, слободното здружување и основање на политичка партија, а кое е и уставно загарантирано. Колку за подсетување, дел од иницијаторите на измените во 2002 година гласаат токму за актуелното законско решение кое сега го сметаат за противуставно, пораш омонијадата што се случуваше со претходниот состав во парламентот, кога во 2000 година тој со пратеничките трансфери, најголем дел поврзани со ВМРО ДПМН, повеќе наликуваше на берза отколку на собрание. Од друга страна, владеачките партии внимателни во однос на ваквиот предлог. СДСМ својот став ќе го гради понатаму, бидејќи за ова прашање ќе се расправа дури кон средината на идниот месец. Слично размислување и од ДУИ. Јас мислим дека иницијативата од дел од пратениците на ВМРО треба сериозно да се размотри и во пратеничката група на ДУИ, па и во Централното претседателство. Така што за сега немаме изграден став во врска со ова. На овој смер треба сериозно да мислиме, бидејќи се работи за група пратеници, не се работи за поединци. Ваквиот предлог до собранието во политичките кулуари се толкува како дефинитивно кревање раце на Георгиевски и нему блиските од преземањето на ВМРО ДПМН и обид со еден потек на партијата што е под нивна закрила ВМРО Народна да и се дадат парламентарен предзнак и силен политички легитимитет. Во меѓувреме, синоќа во Струга на седница на Централниот комитет за нов генерален секретар на ВМРО ДПМН е избрана Гордана Јанкуловска. Антонио Милошовски, Владко Ѓорчев и Александар Николовски се нови членови на извршниот комитет, а амбасадорот во Москва Димитар Димитров е назначен за специјален советник на лидерот Никола Груевски. Дојдовме до вестите од економијата. Управата за јавни приходи нема селективен однос ниту кон авторитети, ниту пак кон региони и постапува според своите овластувања, вели директорката на оваа управа Петра Митева, која денеска даде интервју за сите. Веднаш по затворањето на тие дуќани, собствениците ги отвораат и се продолжуваат со работа. Во тој случај оди повторно инспекторот и веќе во тој случај мерката е кривично дело за и 90 дена по затварање на објектот. Тоа е мерка пред сосема затворање на објектот? Да. И во исто време паралелно си оди прекршочната пријава, односно кривичната доколку го отвори објектот во постапка по судска постапка. Дали инспекциите действуваат рамноправно на цела територија на Македонија? Дали влегуваат во оние градови и области, региони, реони во кои едно време и не смеа или не можеа да влезат? Тетово, Гостивара, Рачиново и такви слични. Ние настапуваме во сите градови подеднакво на цела територија на Република Македонија. Само за една илустрација ќе ви кажам дека ние имаме затворено и изречено мерки повеќе во Тетово, отколку, да речем, во Прилеп, Битола или Струмица. Пошто најмногу знам дека ве интересира таквиот сооднос. Да.
Што кажуваат бројките во тој контекст? Бројките кажуваат заклучно со изминатата недела ние имаме затворено некаде 415 објекти, од кои што најголем број се во Скопје, што е и нормално за мене, затоа што и во Скопје се одвива и најголема стопанска дејност. Понатаму, јас имам тука некои бројки, например во Битола ги има некаде околу 47, во Прилеп се 70, 24 се во Струмица, во Тетово се 69, во Штип 76. Продавачите што се на пазарите, тие не се одначуваат никако. Значи, како ќе действува таму инспекцијата? Тука ние немаме наша надлежност како управа за јавни приходи, сепак тоа спаѓа во ресорот на Министерството за економија и пазарната инспекција, имајќи ја досегашната соработка со нив, не се сомневам дека во иднина ќе се превземат соодветни мерки и за сузбивање на тој дел од сивата економија. И се има впечаток дека од големите фирми, од големите предпријатија, познати, многу попознати имиња и поекспонирани имиња во бизнисот, нема во јавноста истакнато од страна на управата за јавни приходи. Дали ги криете или немате мерки спроведено спроти такви имиња? Не е точно. Нашата главна дејност е всушност откривање и санкционирање на големите даночни измамници и ова е дел од работата и фискализацијата, меѓутоа сепак работата се оди во континуитет. Меѓутоа согласно законот за јавни давачки по кој што работи управата за јавни приходи, ние никој пат нема нити една компанија, нити еден даночен затајувач да го именуваме или да го објавиме во јавност се додека нема судска завршница. Законската одредба во однос на вашата компетенција да затворите локали? Таа е недвосмислена. Недвосмислена е. Правото е дадено со закон, собранието го усвоило, го донело тој закон, јас само го применувам, а не сум нити компетентна, нити смеам, нити сакам да го толкувам законот. Министерството за финансии и управата за јавни приходи заедно од завчера спроведуваат една убедителна кампања да се плаќаат даноци. Дали ќе биде кампањата поефикасна од законот или од вашите санкции за плаќање даноци? Доколку во оваа држава секој плаќа дано, јас најодговорно тврдам дека ние Македонија нема да биде легло, како што викате, на сивата економија, него ќе имаме една модерна, современа држава, таква каква што сите ние ја посакуваме. И во скратеното издание на овој дневник, место уште за работниците на фабриката Газела, кои тврдат дека побаруваат 24% од имотот на својата фабрика. Тие велат дека фабриката треба да оди на нов тендер и да ја купи инвеститор што ќе се обиде да ја рестартира, па макар и да не им ги исплати нивните побарувања. 3 милиони евра од стапнина бара Флоријан Дос за да им ја остави Газела на работниците. Кога бевме повикани во Министерството за економија, господинот го извади писмото што го прати